Членовите на Сдруженијето Правда за сите денеска повторно преку мирен протест кој изразија своето незадоволство поради постапувањето на Управата за јавни приходи во врска со ретроактивно одданочување на приходите остварени во странство, конкретно од 2020 година. Заради јавниот собир повеќе од 1 час беше блокиран сообраќајот на крстосницата кај улиците Илинденска, Народна револуција и Маршал Тито, а индиректно беше попречена и работата на Советот во зградата на поранешен комитет, каде што се одржуваше редовна седница. Во продолжение проследете ги изјавите од Жикица Миланов од Сдруженијето Правда за сите и Ивана Ѓоргиевска, председател на Советот на општина Куманово. Денешниот протест го организираме тука пред зградата на комитет каде се одржува Совет на општина Куманово. Значи 7-ма седница која е свикана за 10 дена по 6-та седница. Таа обструкција што ни беше направена на нам како здружение и на нашите граѓани засегнати, кои не обструираа 30 дена, а ни обеќаа седница за 10 дена, не се оствари. Додавме на таа 6-та седница, ние нашите барања си ги кажавме, нашето толкување на тие членови, тие дадоа препораки на таа седница и ги изфилтрираа, дадоа некои препораки кои се на хартија. Се случи гласање за едно барање од советник, кое требаше да помине и помина со гласање 13 за и 11 против. Председателката го поништи тоа барање, тоа гласање, настапи, еве го банерот, покажува што треба да покаже, го поништи тоа гласање со изговор дека еден советник не гласал. На повторното поединечно гласање, мнозинството советници си го откажаа својата поддршка кон нас. Дадоа 17 гласа против. Тоа е целокупното мнозинство кое го има во Советот. Благодарам на нивната поддршка што не тапшаат по рамо цело време, ние ве поддржуваме. Ова е поддршката што требаше да ја дадете. Вие не ја дадовте. Благодарам. Така, денеска ја држиме 7-та седница на Совет на општина Куманово. На 6-та седница ги имавме како точка разгледувано, беа почестени да дојдат во Советот да си го искажат проблемот и едногласно сите советници усвоија препораки кои беа координирани во претходните 4 координации. Нешто за што замерат на Советот е за прегласување на дополнителна препорака, тоа е да се даде иницијатива до нашите пратеници од општина Куманово кои не представуваат во парламентот да можат да побарат толкување на член број што им е спорен на нив, член број 5, мислам дека беше од Закон за даноци и такси. Рековме уште на самата координација дека сите пратеници од општина се запознаени и ги чекат во своите простори, односно директно да им поднесат едно такво барање за да биде чиста ситуацијата. Како Совет и како координатори на Совет, и јас како председателка имав со представниците од Сдруженијето неколку пати состаноци на кои што договаравме, седницата испочитувавме, сите препораки беа едногласно изгласени. Тоа е нешто што може ние како советници да направиме. Укинување на даноци, такси воопшто не е надлежност на Советот, меѓутоа бидејќи станува збор за наши сограѓани кои се во најголем број во однос на сите засегнати даночни обврзници во Македонија, мислев дека е одличен начин да се поразговари за еден ваков проблем што ги засега нашите сограѓани, меѓутоа еве политички инструирани доаѓаат пак повторно тука за жал и покрај сите наши заложби да излеземе во пресрет и да дадеме препораки кои што се најбитни за нивното понатамошно постапување и делување. Така јас се спуштив доле и поразговарав затоа што навистина сум зачудена за што протестираат и мене ми го кажаа тоа, навистина негодуваат за такво нешто, меѓутоа деловнички да побараме поименично изјаснување, прегласување, зошто? Затоа што во тој момент некои од советниците реагирале дека не гласале на електронското изјаснување. Секој советник може да побара, вклучувајќи ми и мене, поименично за да бидат чисти ситуациите. Мислам дека тука воопшто немаше никаков проблем. Пратениците се веќе спремни да се сретнат со нашите сограѓани. Тие ги очекуваат. Јас не знам зошто целиот товар се внесува во Совет на општина Куманово. Затоа што сите едногласно изгласавме препораки кои беа претходно координирани, договорени и кои се согласно нашите можности да направиме само препорака до УЈП.